Почитувани вториот дел од разговорите кои што денеска ќе бидат застапени во програмата на радиото што се гледа е гостувањето на Моника Талеска, директор на Градската библиотека Борка Талески Прилеп. Ќе разговараме за она што беше сработено изминатата година, пошто беше атрактивна и пошто беше запаметена Градската библиотека Борка Талески, но кои се и плановите за оваа година што ќе следат, затоа што има најава за одредени настани и промоции кои што Талеска ќе ни ги соопшти. Добар ден и добро ни дојдовте во студиото. Добар ден, драга Горде. Добар ден на дежурната екипа, на сите вам во Радио Бела, на почитуваните слушатели и наши читатели. Во текот на вчерашниот ден се одржа седница на Совет на Општина Прилеп. Меѓу останатите точки беше и извештај за работата на Градската библиотека Борка Талески, кој што беше прифатен од страна на советниците на Општина Прилеп и тоа едногласно. Пошто беше интересна Градската библиотека, што е она што ќе остане запаметено за Градската библиотека Борка Талески 2021 година кога се уште трае пандемијата, втора година пандемична, пандемијата е се уште присутна, но што е она што треба да се издвои од овој извештај кој што беше вчера презентиран пред советниците на Општина Прилеп? Така е, Комисијата за финансии и буџет во понеделникот едногласно го усвои извештајот и годишната сметка на Градската библиотека, а вчера на Советот имаше гласа против, колку што се сеќавам јас, само советник или советниците двајца од партијата Левица. Колку што се сеќавам искрено според она перцепција која што беше пред мене. Во секој случај мнозинството советници го изгласа извештајот. Што е она што беше значајно за 2021 година за Градската библиотека, што ќе рече значајно за нашите читатели, но и за развојот на библиотечната дејност во градот. Поставката на библиотеката се збогати за отприлика 5000 книжни единици, значи 5000 книги, речници, разни форми на литература кои што придонесуваат не само за збогатување на понудата од аспект на белетристика на читателите, која што е најбарана кај најголем дел од читачката публика, меѓутоа поставката е збогатена во исто време со стручна литература од сите научни области, со оглед на тоа што покрај редовната набавка на книги, Градската библиотека добива како донација континуирано, перманентно низ сите години постоење дела кои што ги финансира владата на Република Македонија, Министерството за култура, Македонската академија на науки и уметности, Министерството за култура, донираат автори, поединци, донираат клубови на писатели, наши иселеници од странство. Значи, делумно се врши и непосредно купување со авторите кои што се сами издавачи на одредени дела. Што значи дека можеме слободно да кажеме, иако вложивме околу 400.000 денари во набавка на литература преку тендер според Законот за јавни набавки, вредноста на книгите со кои што лани ја збогативме библиотеката е повеќе од 800.000 денари, што ќе рече двојно повеќе. Значи, во моментов броиме, како што реков, приближно 140.000 единици. Или она што сакам да го кажам е дека нашите читатели, да им порачам, дека кога доаѓаат во библиотеката, никогаш да не се фокусираат само на делот од литературата што е изложен во просторот пред пултот. Значи, тука имаме изложена литература на неколку маси и има неколку полици од двете страни. Но тој не е фондот на Градската библиотека. Фондот на Градската библиотека е огромен. И еден попис само годинава што треба да го спроведеме, ќе почне оваа година, ќе заврши другата година. Значи, станува збор за огромен фонд, негуван, создаван 77 година е ова од нашето постоење. Секоја година се збогатува. Ние сме, и оваа наша генерација, и претходните генерации, сите се шкрти кога треба да се отпише литература. Никој не би сакал да се отпише. Гледаме на секој начин да може да го збогатиме фондот, да ги дадеме понудата на читателите. Значи, од 2006 година читателите имаат можност преку КОБИ системот, бидејќи библиотеката е членка на Интернационалната федерација на библиотеки, асоциации на библиотеки. Тоа значи дека кај нас се применет ова електронски дигитален систем, така да може во секој момент да влезат во КОБИ системот, да видат во кој оддел, која литература, која книга ја имаме, да ја побараат. Може кога ќе дојдат на пултот, има компјутери од десната страна, тука може да побараат литература.
да седнат, да прашаат, да разговараат со библиотекарите секогаш кога им треба, да се консултираат по телефон, отворени се 2 телефони. Многу често прашуваат зошто ги нема фиксните телефони. Да, година веќе не се во функција, не користиме фиксни телефони, туку мобилни телефони. Целта ни е да бидат читателите што поблиски, непосредни со библиотекарите. Значи, одделот за возрастни има еден телефон, одделот за деца има друг мобилен телефон. Може да се јавуваат, да ги контактираат колегите тука, да ја резервираат книгата, да ја продолжат книгата. Една книга максимум може да се користи 30 дена, што веруваме е доволно за секој читател да може да со продолжување на рокот од 15 дена, да може секој читател да се посвети на кој жанр да е од литературата. Во тој дел во однос на користењето на литературата која што читателите можат да ја земат, има и одредени новини. Што се тие новини во однос на казнување доколку се заборави одредена литература, значи водење повеќе грижа за литературата, за книгата која што се зема во семејството дома? Има новини и многу реакции. Реакции заради тоа што граѓаните немаат доволно информација. Значи, и разбирливо е тоа, но затоа треба да се праша, треба да се прочита, правилникот е објавен, го има на 2 пулта, може да го прочитаат, има договори со кои што се обидуваме да ги негуваме релациите. Кои се можностите и кои се што се новините? Членувањето во градската библиотека до минатата година, значи имаше 2 можности. За возрастни 250 денари на годишно ниво, во детскиот оддел беше висината на членарината 200 денари. Од оваа година иста останува сумата на членарината, износот на членарината за возрастни, значи 250 денари, за студенти, средношколци и деца е 200 денари. Значи е помалку за студенти и средношколци во однос на годините досега за 50 денари. За висината дури сметам дека е непотребно да разговараме што може да се купи со 250 денари, а што може да се добие во градската библиотека за 250 денари. Друго, кога станува збор за семејство, тука настануваат обично недоразбирањата кај читателите и треба да ги анализираат, пак велам, информациите кои што ги даваме. Постои семеен пакет. Значи, сопруг и сопруга може би сакаат повеќе да читаат, па не им се доволно 2 книги во месецот кои што може да ги земат со едно членство. Може со семеен пакет, не мора двајцата да се зачленуваат, може со семеен пакет од 350 денари ќе земат 2 книги, но ако се повеќе читатели, повеќе членови, со 400 денари може да се членуваат 4-5 и да земат максимум 4 книги одеднаш. Значи, тоа е 100 денари за член ако се 4. Јас сметам дека навистина понисок износ, пак ти речам, не знам каква членарина може да направиме. За децата, за учениците, она што сега следи како активност на градската библиотека е посета на сите основни и средни училишта, со цел некогаш кога бевме ние ученици, имаше можност да се зачлениме во библиотеката групно. Значи, одделение во одделение 10 ученици, во друго одделение 10, 100 денари е членарината. Разликата во што е? Со сета почит кон нашите читатели, бидејќи за тоа постоиме, ние сме сервис. Меѓутоа, морам да забележам дека генерално читателите немаат почит кон рокот на враќање на книгата. Значи, во Прилеп е најголем рокот, за 15 дена треба да се врати една книга. Мислам дека многу мал број на читатели е тој, дури може и бројка да се побара од колегите кои што работат, кои системот ги дава можностите, многу мал број ги враќаат книгите на време. Да не кажам дека доцнењето со денови е дури една бенигна појава, но доцнат со месеци, со години не ги враќаат книгите. Друго, ги менуваат адресите, ги бришат телефоните, ги препродаваат дел од нив книгите. Значи, неодамна на Фејсбук имаше една наша читателка која што се осмелила да покаже книга обработена во нашиот фонд како ја продава. Што е не знам дали постои коментар кој што би можел во оваа ситуација да се каже така. Друго, ги враќаат книга. Ако човек е љубител на книга, како би можел да се дозволи филџанот кога ќе испие кафе да го преврти на хартијата?
ние одвојуваме средства за да ги купиме тие книги со почит кон дејноста што ја обавуваме, со љубов кон дејноста и сме сервис на читателите. Значи, се враќаат извадени по 40-50 страни цели извадоци на книги. Интересно им е нешто. Дури имаше неодамна една приказна дека ќе се зачленам во библиотека, дома не стигне глас, ќе се зачленам во библиотека да ја земам книгата од тие ретка и нема да ја вратам. Што со таквите корисници на книгите кои што еве во најмала рака покажуваат навистина најниска култура, негрижа? Да, апсолутно. Ние сме последната библиотека во Македонија. Предпоставувам дека и мојот колега, претходниот директор, од истите причини како и јас овие 2,5 години. Не сакал да ги воведи, да го имплементира ценовникот. Не сакал колегата и колегите заради тоа што сакале да имаат да им дадат слобода голема на читателите. Меѓутоа таа слобода не донесе до ситуација да читателите не ги враќаат книгите. И сега ние сме навистина принудени како и другите, со оглед на тоа што сме опоменуваме, дека во фондот имаме празни полици со книги, дека книгите останале во голем број кај читателите, ние мора да се грижиме, бидејќи ние имаме основна обврска да се грижиме, трошиме јавни пари за нивна набавка, па го имплементиравме, велам, последни ценовникот кој што е пресимволичен. Денар, казна за задоцнување. Значи, имплементиран е календар на работни денови. Ако читателот доцни 2 недели, плаќа само работни дена 5 од неделата, односно 10 од 2 недели. Значи, плаќа 10 денари. Така, ако доцни. Не знам од кои причини. Од било кој ќе плати 10 денари. Тоа, а една книга ќе ја резервира, односно, при земањето ќе плати амортизација за книгата од 5 денари, тоа е како да купите пакет чепалома. Така, и земаме книга. Уште еден многу значаен момент кога се компарира. Значи, фондот, буџетот на градската библиотека за оваа година е 945.000 денари. Поделете го на 12 месеци, месечно најверојатно немаме повеќе од 75-6.000 и кажете ми дали е тоа буџет за установа која треба да се грижи, работи, набавува литература и ги извршува сите други потреби, или е буџет на едно семејство кое што и во оваа сега народски кажано скапија, скапотија, така, може да помине, не знам и колку нормално, зависи колку членови се во семејството, колку се од нив студенти, колку се средношколци, така. Ако се анализираме и видиме како се функционира, толку се нашите потреби. Ниту едно имаше некој коментар на Фейсбук дека не се гледа причината зошто да се исцрпуваат средства, библиотеката да исцрпува средства. Библиотеката ничии средства не исцрпува. Значи, вработените имаат плата и ние не сме профитна организација, ние сме установа која што е непрофитна. Секој денар што влегува во установата е наменет за буквално негување на дејноста. Само прозорците да се исчистат на едната страна, на лицето на библиотеката, плаќаме 30.000 денари. За чистење за корпа на приватна фирма. Така. А имаме месечно 70-80.000 денари. Од нив за струја одат повеќе, така, и постојано ние сме во кусок. Сепак имаме буџет кој што е за пример, бидејќи сме преодговорни. Многу сме скромни, многу сме одговорни и луѓето се посветени. Имаме остварен вишок од 2020 година, го преливаме во едната година, во другата година, така да, еве, и оваа година очекуваме кон средината на годината да ни бидат вратени тие средства на контото на нашата установа, за да може да реализираме набавката од литература. Оно што го напомена е дека ние сме последни кои што воведуваме ваква политика, ваква новина кај нас, но тоа веќе е востановена практика во останатите градови и во другите градски библиотеки. Значи ли тоа дека треба повеќе да се работи на свеста и совеста на граѓаните кои ги користат услугите од градската библиотека Борка Талески, и оно што го напоменавте како активност по основните училишта, тоа би значило на некој начин запознавање со најмладите читатели на каков начин треба да се грижат за книгите кои што ги позајмиле, дали е тоа од градската библиотека или пак можеби од свој близок или пријател. Грижата кон книгите.
дејноста во библиотеката гледа на однадвор, се сведува на издавање книги. И многу често граѓаните имаат ваков коментар за градската библиотека. Што работите вие толку во библиотеката? Зар навистина сте толку изморени? Се добива впечаток дека ние ништо не работиме. Меѓутоа во библиотеката има навистина многу работа доколку се сака да се работи. Завршивме со еден дел што се вика воведување на она што значи законска база на установата. Изработивме нов статут, нов правилник за внатрешна систематизација, внатрешна организација, правилник за издавање на литература, имплементиравме правилник за отпис, изработивме упатство за отпис, воведовме правилник за работа на пултовите, го изработивме и не знам колку други акти изработивме. Значи, постојано работиме со цел да се усогласиме со сите регулативи, а ги има безброј. Значи безброј. Се што лиди во државата важи нормално, секој закон важи за нашата установа. Во време кога немате вработен правник и сметководител, неопходно е да работите многу за да го фатите одот со сите новини и имплементација на закони. И е тешко, напорно е. Од друга страна, се воведуваат вакви новини кои значат чекор, мора да фатиме чекор со она што значи грижа и заштита на нашиот фонд и преку имплементација на ценовникот. Од трета страна, во Македонија има многу библиотеки. Меѓутоа, и колку да ја споредуваме националната во Битола, која за амортизација наплаќа 7 денари и ги издава книгите на 10 дена, а ние 5 денари, таа е национална. Има преку 40 вработени, ние 16. Добива огромни суми средства, огромни, адекватни на природата на работата, од Министерството за култура. Ние добиваме само средства за плата и 945 денари, како што реков, 80.000 денари месечно. Значи, се друго ние мора сами да го оствариме. Како да го оствариме? Преку сега многу зголемени активности. До пред 5 години, 4, 3, со односот на платата и средствата наменски беше 65 со 35. Сега се 95 со 5 од 100. 95 од 100 се плати. Ако некогаш имало 5 милиони денари, сега нема милион. А се друго е зголемено енормно. Значи, затоа ги замолуваме читателите. И ние даваме, и тие заедно со нас да даваат. Како? Соработката со училиштата е многу значајна. Има училишта кои купуваат лектирни изданија, се грижат, имаат можност, менеджерите така функционираат, директорите. Има училишта кои што не се во можност. Мојата заложба годинава е што повеќе да се насочиме кон купување изданија лектирни со цел да ги поштедиме родителите, да не треба да купуваат лектири. Значи, најголем дел, ако треба средства, ќе вложиме за лектири. Доколку во рамките на она што значи општествена одговорност на прилепските фирми, наидеме на позитивен одзив, што не е обврска. Никој нема обврска кон нас. Се е прашање на добра волја. Ќе ги посетиме неколку предпријатија, доколку изразат желба, имаме најава од една компанија, странски инвеститор во Прилеп, дека ќе донира една сума со набавка директно на литература, не средства, но литература што подеднакво исто е добро за нас. Дури нам повеќе ни одговара книги да ни се донираат отколку средства. Ќе ја воспоставиме соработката со училиштата, значи преку ваква една координација да набавиме литература, да ги поштедиме и родителите во нивните набавки, да им возможиме на учениците да има секое дете можност и пристап до лектирното издание, да ги запознае авторите, полесно да чита, да има таква можност и како што реков, членарината е символична, 100 денари. Доколку станува збор за ученици кои што групно се зачленуваат. Во исто време морам да пофалам дел граѓани, еве во оваа прилика ќе се заблагодарам јавно на уметникот Кирил Гегоски, на нашата редовна читателка Мери Пајмаковска. Ни донира конкретно за Мери, ако зборувам, господјата Пајмаковска, ни донираше на вистина огромен фонд, незината цела домашна библиотека. И ние сме многу благодарни, ја збогативме литературата. Има извонредни книги, вложувала години, сега тие се ставени на располагање на сите наши читатели. Уметникот, господинот Гегоски, подари извонредни списанија, стручни, забавни, собирани. Една многу убава негова библиотека создавана низ годините, стручна негова литература.
го чистеше ателието, во преносна смисла го чистеше, го уредуваше, го средуваше и одлучи на библиотеката да ја ги подари. Тие ќе бидат наши почесни членови. Сите граѓани кои што на било каков начин ќе покажат ваков, ќе придонесат на ваков и друг начин за нашата установа, наша одлука е да добијат посебни членски карти, да бидат почесни членови и да нема, тоа значи никакви трошоци нема да имаат во установата, иако велам тие се символични. Значи, доколку било кој читател и најамбициозниот зајми книга во текот на една година, редовно зајмува и ги враќа книгите со рок од 15 дена и продолжување на рокот, нема да плати повеќе на годишно ниво 450 денари, што значи тоа е во висина на некоја средна квалитетна книга, ново некој издание, можеби бестселер. Ако зборуваме за квалитетни изданија, 700-800 денари, значи половина таа сума. Во однос на донациите, рековте дека може да се подаруваат книги. Да. Подобро би било да се подаруваат книги отколку средства како донации, па вие да одбирате кои книги би се купиле за потребите на библиотеката. Дали тоа треба да се знае во каква состојба се книгите кои што се подаруваат, дали одбирате вие, изборот е на вас, кои од тие книги би останале во библиотеката, еве како еден апел, бидејќи има доста семејства кои што сакаат да донираат книги кои што биле од нивните родители или пак станува збор за преселба во странство и некаде тие книги треба да се донираат. Обврската наша е, баш и изутринава разговарав со директорката на Основното училиште Добри Јовановски од тој аспект, да го добиеме списокот на книги. Литературата која ќе ни биде донирана, ние бараме малку повеќе доколку може, но и разговараме се разбира со донаторите, а доколку станува збор за литература која што е се уште во функција, значи лектирни изданија кои се во функција, кои што се уште барани. Дел од книгите кои што преку лектирни изданија ги имало кога ние задолжителна лектира били, кога ние сме били деца, сега не се. Дел се останати. Меѓутоа, доколку е во добра физичка кондиција книгата и е се уште барана, и е се уште лектирно издание, задолжително велам во основните, во средните училишта, тогаш секако дека ќе ги земеме. Дури лани имавме една акција, се сеќавате, дониравме книги, подарена литература ја дониравме во домот за стари лица. Значи, тоа и натаму ќе го продолжиме. Имаме, тие се дополнителни активности кои што ги работиме, за кои што немаме обврска директна. Меѓутоа, желбата ни е книгата да ја доближиме до читателот и да го олесниме процесот. Не е желбата книгата да се фрли од каде и да потекнува. Дури може, јас и на тој начин размислувам, љубители на книга, ученици од средните, од повисоките класови во основните, во средните училишта, може и волонтерски да се ангажираат. Да ги направат списоците, да ги сработат, да направат проверка, да ги сконтактираме училиштата и преку нив и да може на таков начин со една акција да помогнеме сите. Јас сум од идеалистите кои што веруваат дека ниту една криза не може толку да ги отежни состојбите ако во човекот има желба, љубов и хуманост. Јас упорно верувам дека е така. Бидејќи не размислувам мегаломански. Во однос на стручната литература, рековте дека се надополнуваат тие изданија кои што се потребни, но јас еве од аспект на интерес, што е најинтересно од стручната литература и што вам како обврска на градската библиотека ви припаѓа за да мора да имате одредени изданија стручна литература, ме интересира од кои области. Што можат да најдат читателите сега, но и што и се бара? Нема област од која што нема стручна литература. Дури неодамна разговарајќи со луѓе кои што покажуваат интерес за нашата работа, и тоа го акцентирав, дека нашиот библиотеката како општинска установа би требало да ги покрива потребите на студентите од економскиот факултет или од Битолскиот универзитет. Меѓутоа, може да се пофалиме дека располагаме со пристојна поставка литература која што е ставена во функција на студентите по медицина. Значи, сите области, техника, технологија, екологија, менеджмент, сите области буквално, што и да имаат потреба, особено па ако зборуваме за
не само за факултетско образование. Ако зборуваме за академски граѓани кои што сакаат да магистрираат, докторираат, навистина има можност во секој момент да дојдат и да изберат од литературата што ја имаме. Заради тоа што не е наша обврска да ја правиме набавката, ние се обидуваме она што е издадено во прилеп разговараме, доколку можеме да ги откупиме магистерските трудови за некоја сума пристојна, можеме да купиме, меѓутоа знаете како, станува збор за вложени трудови и секој автор има своја представа колку чини неговиот труд. Библиотеката нема средства високи за да може да прави откуп на таква литература. Но преку владата ги добиваме. Преку Ману редовно донира литература. Како што реков Министерството за култура, се она што Министерството за култура го финансира како проект, авторот на проектот, ако станува збор за издавачка дејност, има обврска 5 примероци да донира во Националната универзитетска библиотека. Библиотеката во Скопје ги прави оценките и ги распределува книгите, најпрвен за националните установи на ниво на држава, кои што имаат статус, така речи, или близо колку и националната установа, и потоа ги распределува на општинските како нашата. Така да ние бесплатно, на ваков начин, преку Министерството, ја збогатуваме нашата поставка, и може во некоја следна прилика да разговараме конкретно за таа референтна поставка. Навистина е богата, може да се истражува, може да се работи. Да не ја изоставам, одделот да не го изоставам за странска литература. Значи, навистина може, така речи, нема од европските јазици, нема јазик кој што не е застапен со адекватна литература. Но пак морам да додадам дека треба уште работа од нас како установа, меѓутоа ние не сме многу вработени во однос на обврските кои што би можеле да си ги задаваме и да пружиме на нашите читатели. Мал е бројот на вработените. Континуирано имаме недостиг на кадар, бидејќи за да се комуницираат амбасадите, знаете како, телефонската комуникација е едно. Непосредната комуникација е сосем друга. Значи, писмото ќе се испрати, но мора да се закаже средба. Мора да се разговара, мора стручно да се договори настан. Сето тоа подразбира средства. Проблем е кој е основен на библиотеката, ние немаме автомобил. Значи, службен автомобил немаме. Многу е тешко досега се обидувавме на разни начини, меѓутоа тешка е комуникацијата кога немате автомобил службен да ги извршувате сите тие активности. Голем дел од тие активности кои што сакаме да ги реализираме се сепак во главниот град. Таму е центарот и таму е фокусот од каде што може да добиваме повратна информација. Инаку огромно би било задоволството да имаме катче за француска, за англиска, за американска литература, италијанска, француска, шпанска, значи руска, можностите. Јас воопшто немам таков пристап дека некое благо културно и уметничко ние треба да го забрануваме. Се што е придобивка на цивилизацијата од аспект на уметност, книжевност, култура, изразувам како човек сега зборувам, независно од моментално врската и функцијата што обавам, сум почитувач на се она што значи придобивка на цивилизацијата од овој аспект. Во однос на вредноста на книгите и во однос на тоа кои книги смеат да излезат од библиотеката, а кои можат да се користат само во кругот на градската библиотека. Какви се тука правилата? Чинам дека најповеќе би станувало збор за стручната литература, но еве да појасниме која е политиката на работа на градската библиотека во однос на вредноста на одредени книги. Не секогаш материјалната вредност дава вредност на книгата. Белетристиката е литература која што издаваме континуирано, лектирните изданија нели ги издаваме за деца без никаков проблем, меѓутоа референтната поставка, значи оние кои што се квалитетни дела, зборуваме за енциклопедии, речници и друга стручна литература, тие се наменети за установата, значи читателот може да дојде и без разлика колку е, ако зборуваме за некој мало ограничен број зборуваме за академски граѓани во случајов, доколку станува збор за помал број читатели, може да дојдат во читалната и да ја комуницираат тука литературата. Тоа значи дека може да ја зајмат ново читалната и да ја остават повторно тука, заради тоа што секој давање тома, значи први не е недозволено,
бидејќи станува збор за таква во преносна смисла ретка литература, и нашата грижа и одговорност е голема во тој случај, а во исто време постои литература која што е раритетна. Не си дозволуваме воопшто таква храброст, раритетната поставка да издаваме за домашна употреба, и во тој случај станува збор за ретки дела, кои што се издадени, излезени од печат до 45-та година, до кои сме дошле на разни начини. Нашите колеги кои работеле генерации пред нас успеале да дојдат до нив. Еве, меѓу нив имаме благодарност до еден наш колега кој што успеал да обезбеди, да донесе од Канада библиотека која што потекнува од 19-тиот век. И тоа е навистина едно раритетно, пријатно издание, еден експонат изложбен кој што на ниеден начин не можеме дури да го даваме ниту на читателите, меѓутоа го чуваме како раритетен примерок во случај, освен кога некој истражувач работи, па има потреба да ја фотографира или да така многу внимателно во присуство на библиотекар да ја комуницира таа литература. И тука забележав деновиве дека граѓаните немаат доволно информација, но тука вината ја преземам на нас, бидејќи сепак ние не сме работеле многу на популаризација на нашите поставки, најверојатно и низ времето. Да кажеме дека библиотеката има богата поставка, како што реков, има и роднокрајна, и раритетна, и референтна, и поставка за деца, за возрастни, странска литература, значи навистина има богата поставка, треба само да се изрази желба да се разговара. Библиотекарите, особено стручните библиотекари, се секогаш тука и се расположени за помош на сите граѓани кои што изразуваат желба да истражуваат, да работат, да придонесуваат за заедницата. Да се задржиме малку на роднокрајската литература, бидејќи вие сте чувари практично на творештвото од прилепските автори, но и писатели творци кои што твореле за Прилеп. Континуирано се збогатува. Дали можеме да кажеме колку брои сега фондот на книги во овој дел на роднокрајската литература и што е според вас приоритетно што треба да се направи за да се продолжи тој континуитет? Колкав е, и уште едно прашање, колкав е пак интересот од страна на читателите за роднокрајската литература? Роднокрајниот оддел има околу 3000 книжни единици. Зборуваме за литература чии автори се со прилепско потекло, но и автори кои што твореле за Прилеп. Тука има интересна литература, почнувајќи еве од делата на Евлија Челебија, неговите патеписи. Во 1661 година тој престојувал во Прилеп. Така да во неговите патеписи посветени на Румелија е внесен точно денот кога престојувал во Прилеп. И е многу убава приказната, ако сакате да истражувате за Прилеп и да пишувате низ времето, како бил градот, како живееле луѓето, како била организирана чаршијата, еснафите, кои фамилии функционирале. Значи во сите овие дела може да се најдат парцијални информации. Евлија Челебија како турски патеписец. Па тука е Јован Хаџивасилевиќ од Врање. Творел во почетокот на 19-тиот и така почетокот на 19-тиот век, и сега неговите дела се неговото дело е посветено на Прилеп и Прилепско, и тука може да најдете многу информации за градот, буквално изворна информација за градот, но е пишувана на српски јазик. Па Георги Трајчев пишува на бугарски. Тогаш била овде бугарската власт во тој период кога тој творел, и се што е напишано е како да функционирало Прилеп, како функционирал Прилеп, како да било се под бугарска власт, како што било впрочем во тој период на овие простори. Меѓутоа, бомболовци, аџиристевци, вие читајте ја книгата, доаѓате до констатација и знаете дека денеска ние живееме со потомците на аџиристевци. Знаеме како се градел градскиот сад, кога бил носен механизмот на градскиот сад. Значи, добиваме не толку убава информација, не толку убава приказна за Прилеп на повеќе јазици, а е роднокрајна поставка. И таа е, сметам,
посебно благо на установата и е една ризница која треба континуирано да се збогатува и е непосредно поврзана со раритетната, заради тоа што, еве конкретно лани, сопругата на Коле Чашуле, Јелена Лужина, ни подари документи и дела на Коле Чашуле, ракописи на Коле Чашуле. Значи, станува збор за нешто што е уникатно, автентично, единствено. Тие треба посебно да се чуваат, да се негуваат и популаризираат. Затоа има обврска огромна установата. Годинава е година кога одбележуваме 100 години од раѓањето на Биле Поповски, авторот на Солунските патради. Значи, што повеќе како негови сограѓани треба да направиме, освен ракописите што ги имаме да ги испечатиме и ставиме во служба на јавноста. Ракописите да ги чуваме, така и негуваме во автентична форма, меѓутоа треба да ги испечатиме, но ни требаат средства. Затоа велам, многу големи обврски ни стојат годинава, многу големи задачи. Мора да побараме помош од секогаш бараме од бизнес ресорот. Дури е тажно што мора да сите бараме од бизнес ресорот и ние ќе бараме, ако не идеме на позитивен одговор, ќе ни биде задоволство. Многу е за човек кој што сака не само да истражува, да создава, а еве и во нашата дејност, посредно моја во моментов во новинарство. Да. Значи, толку може да се работи, толку може да се создава, што е навистина една драгоценност и една бенефиција да се работи во оваа дејност, особено на наша возраст, искрено кажувам. Заради тоа што со многу повеќе длабочина, со многу повеќе трпение, може да се открива и создава. Еве во оваа прилика ќе се дозволам. Вие сте со Елизабета Филиповска и сопственици на радиото. Вие сте непосредно поврзани со Народен глас. Значи, библиотеката има привилегијата да го чува Народен глас скоро сите изданија. Моја обврска како дел од екипата која што придонела за постоењето на Народен глас. А во моментов работам во библиотеката и да се дигитализираат сите изданија. Моја и желба е, не само обврска, не морална обврска, желба огромна е да го имаме Народен глас. Да огромно задоволство е. На нашите колеги. Да, кога читаш да Народен глас, ама и се гледаат имињата. Која година Горде го напишала текстот, која Бети, која Кери, која не знам друг колега. Значи, респект на сите колеги кои што работеат. Зоран Момировски, Кирил Ристевски, така, Љупчо Мурговски колегата, значи сите колеги кои што придонесуваат. Жана Ацеска во моментов се уште твори, кои да ги споменеме други, слободно, Рошковски слободен години уредник. Значи тоа се колеги кои што треба да имаме навистина огромна почит и јавноста на ваков начин може да се одолжи кон трудот на сите тие во суштина својот живот го вложиле за да остане една ваква хроника за прилик. И да остане жива, затоа што доколку се прекине континуитетот, во тој случај имаме проблем. Апсолутно. Како што и одредени медиуми згаснуваат, а потоа никаде нема архива и не може да се најде таа хроника на животот во Прилеп. Па не надмирлив е Народен глас на локално ниво. Значи, ние зборуваме за еден вестник. Штета, жалам што немаме некој фонд, некој архива зачувана на електронските медиуми, ни на радио, ни на телевизија. Но тоа што го имаме од Народен глас на вистина е наша обврска и огромно задоволство да јас и годинава еве најавувам дека ќе направам една изложба на Народен глас. Ќе вложам труд колку што можам, само ако треба ќе работам и ќе направам една изложба на Народен глас, заради тоа што мислам дека треба сите на ваков начин да го оживуваме нашето минато и да ја даваме почит кон сите луѓе кои предонесувале и ја граделе хронологијата, историјата ја бележеле историјата на постоењето на градот и развојот на Прилеп. Изминативе 2 години, чинам дека овие денови е практично од постоењето на пандемијата, но одредени работи ги научивме со таа пандемија, бевме и приморани да се прилагодуваме на одредени мерки и препораки, но пак ни стана јасно дека мора да се прилагодуваме на нови модерни алатки и начини на работа кои што можеби во западниот свет одамна функционирале, а тоа е дигитализацијата, тоа е поинаков начин на функционирање и контактирање со јавноста и вие како институција, општинска институција, го спомнавте бизнис секторот, со училиштата и воопшто со читателите и оние кои што сакаат добра книга.
кои се активностите кои што ќе бидат применети во оваа година, може би искомбинирани пак со тие лекции што ги научивме со пандемијата и кои настани можеме уште сега да ги најавиме што ќе се одржуваат во текот на 2022 година кога да се надеваме дека овие пандемични услови ќе бидат надминати и ќе живееме малку барем послободно. Јас, за да не направам грешка, го зачував на десктопот делот од годишната програма за работа, во кој што точно зборуваме за одбележувањата. Одбележувањата во оваа година, на таа агенда за одбележување во оваа година, многу значајно место има 120 годишнината од раѓањето на Стале Попов. Значи, сите ние на сите можни начини сме поврзани со крпен живот, со приказната за нашите сограѓани и жители во Мариовскиот дел, така да годинава желба тој автор на Калешандија, Толе Паша, Дилберстана и така натаму да не редам. Значи, годинава планот на библиотеката вметнат во програмата е во селото Мелница да се одржи еден настан на кој што оној кој што ќе според оценките на стручната јавност го анализирал, работил на делото на Стале Попов, ќе говори се разбира за еден омаш ќе го презентираме ликот и делото на Стале Попов, меѓутоа ќе ги вклучиме и прилепските актери со одредени перформанси да не ги приближат делата на Стале Попов, малку од повеќе аспекти, мултикултурно, да го приближиме Стале Попов, да го донесеме во сегашноста, а да се навратиме кон животот на некогашно Мариово. Мислам дека е една добра прилика во која што може да се, бидејќи не е изградена низ сите овие години, направена ниту една спомен соба на Стале Попов, јас искрено не знам дали во моментов и постои некоја можност да се направи таква спомен соба, но во најмала рака сметам дека може да се направи спомен плоча со која што ќе оддадеме почит на Стале Попов, да биде едно место на кое што секогаш кога ќе го посетуваме Мариово и кога ќе имаме повод да го почитуваме ликот и делото на Стале Попов, токму пред таа плоча да се поклониме, да оставиме цвејке, да се навратиме, да изрецитираме една песна, на било кој случај минувач да му кажеме дека денешното Мариово кое што полека изумира, некогаш било полно со убавини, со живот, дека таму живеел македонскиот човек, кој што ја негувал македонската традиција, македонскиот јазик, македонските убавини. Впрочем, се уште постои синтагмата Мариовско сирење како врв на квалитет, се уште ликот Вајан, кој што метафорично значи Итар Прилепчанец или Мариовец во ликот на велам на Итар Пејо, еден култ кој што се уште го негуваме низ годините. Сите овие конотации на животот на Мариово, непосредно врзан за Прилеп, можеме да ги испочитуваме на ваков начин пред таа спомен плоча. Според мене би било тоа едно скромно одбележување и оддавање почит на ликот и делото на Стале Попов. Како што кажав и претходно, оваа година кога одбележуваме 100 години од раѓањето на Миле Поповски, што повеќе да кажеме, освен Солунски Петрдии, на секој од нас познат, во оваа прилика Благоја Спирковски џумер кој да оддадеме уште една почит, ликот на Пејо и Троманецот. Викенд на мртовци во исто време Миле Поповски автор, Жени со искуство, неговите хумористични раскази, Маратонската битка, сите Божји заповеди. Ова е година кога одбележуваме во исто време 40 години од упокојувањето на Ацо Шопов на 20 април. И според мене тоа не значи дека треба да оддаваме почит само на граѓаните кои што се родени, живеат и поврзани на ваков начин со Прилеп. Македонија е мала, зборуваме за македонски автори, за автори кои што се составен дел на македонската книжевност и во школството, така да наша обврска како установа е на секаков начин, без разлика колку ни имаме или немаме средства. Значи, да немаме средства, можеме и со неколку песни, со едно литературно читање во установата и давање на благодарници на најдобри читатели да се навратиме на делото на секој македонски писател, вклучувајќи го Ацо Шопов, еве се сеќавам во моментов неговите очи. Во оваа година
веќе одбележавме 160 години од упокојувањето на Константин Миладинов, значи тага за јук е тука, не можеме да ја скокнеме со орелските крилја. Јануари беше месец кога оддававме почит на Славко Јаневски, ние скромно оддававме со неколку песни објавени на Facebook страната, меѓутоа треба, многу повеќе треба да се работи во оваа сфера. Годинава се навршуваат 100 години од раѓањето и 20 до упокојувањето на Александар Сариевски. Кој е тој што во Македонија не го знае и кој е тој што не се сеќава на неговите песни. На 20 јуни е роден, на 19 декември се упокоил 2022 година, инаку тој е коосновачот на танец, ансамблот танец. Така да мислам дека навистина може да се посвети еден ден на неговото творештво. Може би еве со покана и на ансамблот танец во соработка со другите културни институции од градот. Да напоменам и други датуми, значајни датуми. 100 години од раѓањето на авторот на македонската современа карикатура, Панде Јаревски. Значи, ова зборува, тој од Буково, Битолско, ова зборува многу за богатството на македонските дејци. Нема сфера во која што нема македонски деец истакнат. Значи, нема ништо што на овие простори запоставено. Се раѓале луѓе со таленти кои што негувале се што може, се што постои во светот. Миле Корубин, македонски сликар, роден на 28 ноември 2022 година во Прилеп. Во Крушево пак на 30 мај 1922, значи 100 години, роден е Александар Матковски, тој е автор на хералдичкото дело Грбовите на Македонија. Една значајна приказна за која што во најмала рака треба да посветиме еден ден, еден напис, една посвета да се направи. Верувам дека родниот негов град ќе направи многу повеќе. Оваа година во јануари беше месец кога се одбележуваше 120 години од раѓањето на романописецот Назим Хикмет. Значи, познат во нашата установа, има многу негови дела и мојот план е не само да се посветиме на делото на Назим Хикмет, туку има многу читани автори, меѓу нив е Орхан Памук, Елиф Шафак, па Ахмет Умит и други, па во соработка со турската амбасада, доколку не идеме на позитивен одговор, би направиле ден посветен на турската книжевност во библиотеката. Еве на крај, за да не должам многу, ќе спомнам и дека годинава на 2 јули 22 се навршуваат 100 години од раѓањето на модната икона Пиер Карден. Мислам, иако станува збор за икона која што нема потекло од Македонија, сепак дрес-кодот, дизајнот на облеката, модата во облеката, но дрес-кодот како основна, како кодекс на облекување, мислам дека е отворено прашање во Македонија, за кој се уште или конкретно Прилеп, за кој се уште треба да зборуваме, поаѓајќи од фактот што се уште кога се полага цвеќиња немаме адекватен дрес-код. Значи, барем кога ќе даваме почит, треба сите општествени работници и сите оние кои учествуваат во одбележувањето да знаат каков дрес-код треба да носат. И на каков начин треба да се однесуваме секогаш кога одбележуваме одредени настани. Не станува збор за ограничување на слободата, станува збор за правила со кои се оддава почит во одредени прилики. Јас на крај што би сакала да запрашаме во однос на соработката, спомнавме бизнис сектор, училишта, но како градска библиотека Борка Талески неоспорно е дека соработувате со локалната самоуправа, но со кои други, зборувам, дали се тоа институции или се тоа бизнис сектор, надвор од Прилеп се соработува и колку градската библиотека Борка Талески може да биде вклучена во одредена мрежа за соработка, за да може на друг начин да обезбеди фонд за збогатување на својот книжен фонд или пак за збогатување на своите активности како општинска установа. Ние како библиотеки сме солидарни. Меѓу себе соработуваме, се разбира, со сите библиотеки. Значи, првин сме насочени, нашата севкупна активност, стручна, започнува и завршува со матичната библиотека, Универзитетската библиотека Свети Климент Охридски во Скопје.
Работи екипа стручњаци, раководството е во секој моменталното раководство, еве директорката, да кажем, Елисавета Костадинова во секој момент е расположена да ни помогне со своите колеги, со екипата колеги кои што работат од секој аспект, да ни го олесни процесот на имплементација на се она што значи за нас новина како установа на локално ниво, од аспект на имплементација на обврските, но и на едукација на кадрите, бидејќи библиотечната дејност не е едноставна како што се смета, има една цела серија, низа на курсеви кои мора да се поминат, да се учи, да се полага, за да може да се дојде до основниот статус на библиотекара, потоа да се напредува натаму и да се дава придонесот во дејноста. Значи, таа е матичната установа на прво место, Министерството за култура неспорно, тоа е нашето пак матично министерство во кое што се обраќаме за се што нам ни е потребно. Ке речам сепак дека имаме малку кадар за да може да работиме на сите сфери колку што реално би требало, но се трудиме, соработуваме со сите библиотеки, дали се национални или се локални, без оглед, се обидуваме да воспоставиме соработка со библиотеки надвор од Македонија, ја негуваме и таа соработка, но мора за да се интензивира соработката и да се берат плодовите, неопходна е физичка комуникација. Не може само пишана и комуникација во време на пандемија по телефон и по мејл, заради тоа што навистина неопходно е непосредно да се остварат средби, бидејќи секогаш непосредната средба носи нови идеи. Ако сакате да видите како функционира една установа, не може тоа да го видите со камера. Мора да се поиде таму, мора да се види, мора да се направи споредба, мора да се отвори нивниот систем, да се пренесат на таков начин искуствата, користи онлайн соработката, но има бенефити, далеку тоа дека нема, меѓутоа сепак непосредната соработка носи неспоредливо поголеми бенефити. Соработуваме со сите институции од областа на културата, но и со општини. Секаде каде што најдуваме на истомисленици во реализацијата на нашите проекти. Еве лани само да споредам со Домот на култура во Штипац, со Шопов остваривме на прекрасна извонредна соработка. Ние направивме таму во еден викенд промоции на 3 наши поставки. Тие беа гости кај нас и во Центарот за култура со нивна театарска изведба, во исто време гостуваа кај нас со промоција на 2 поставки. При тоа се одбележуваше 30 години од творештвото на авторот Рајче Кацаров, кој што потекнува од Штип. Значи, соработувавме со Домот на култура Илинден во Демирхизер. Имавме литературно читање, положивме свежот цвејке и го посетивме спомен домот, кој што сега е веќе завршен, на македонскиот автор Петре Мандреевски, со неговото семејство заедно, каде што се наоѓаат просториите, каде што функционира уметничкиот дел на асоциацијата Гумно. Тука точно имаше еден дел посветен на, значи, ни створештво, ни рецитирање се навративме на ликот и делото на Петре Мандреевски. Постојат многу начини на соработка. Еве, вчера токму разговаравме со директорот на библиотеката, Националната библиотека во Охрид, Григор Преличев, од каде што треба да набавиме литература од новата нивна едиција. Новото нивно издание е посветено на Григор Преличев со директорот на оваа установа. Значи, многу се битни комуникациите, многу е битна непосредната соработка. Со размена на литература ние нашата и нивна ги избогатуваме фондовите, така речи бесплатно, иако не е тоа бесплатно, има трошоци на поразни основи, меѓутоа се обидуваме сите да си помагаме меѓу себе и да се снаоѓаме, бидејќи голем дел од установите не се, особено општинските, не се доволно екипирани. Ви благодарам за гостувањето. Останува да се заблагодарам и да кажам дека ние како хроничари остануваме заедно со вас, да ги бележиме сите настани активности, но и да поттикнуваме за подигнување на свеста кога станува збор за зачувување на љубовта кон книгата, но и за грижата кон книгата. Остануваме со вас, значи, да ги проследуваме и настаните и оние промоции кои што ги напоменавте за текот на оваа година. Се надевам дека ќе ги има многу и тоа вон пандемични услови. Благодарам на поканата, многу успех, секогаш сме тука и секогаш благодарни на Радио Пела. Благодарам.